Повредените од пожарот во дискотеката во Кочани имаат потреба од рехабилитација со вежби за дишење. Како што вели доктор Никола Костадинов, физикалната терапија при клиничка болница Штип има капацитет и обучен кадар за помош на повредените со соодветни вежби за дишење. Физиотерапевтите се обучувале во време на корона пандемијата, а денеска по несреќата во Кочани ова се применува. Кај голем дел од пациентите повредени во несреќата, освен фрактурите и изгорениците, потребна е рехабилитација со вежби дишење. Ние веќе имаме обучен кадар, физиотерапевти, кои ги знаат вештините на вежбите за дишење. Колегите за време на короната имаа специјални обуки за вежбите за дишење, кои ги применуваме и сега. Во зависност од степенот на изгореници, освен вежбите дишење, кинезитерапијата, сигурно ќе треба да применеме и хидротерапија, која ќе ни помогне во подобрување на општата здравствена состојба кај пациентите. Освен доволно обучен кадар, сите капацитети на физикална терапија се ставени на располагање за повредените пациенти. Костадинов препорачува сите кои настрадале во пожарот да побараат помош на физикална терапија, со што ќе добијат соодветен третман односно вежби за дишење. Нашите капацитети се целосно ставени на располагање, како хидротерапевскиот дел, кинезисалата, електропроцедурите и персоналот за прием на сите пациенти повредени. Водата има лековито дејство врз изгорениците, но во одреден степен и во даден момент. Препораката е да не се користат такви мелеми и надри лекари, него сите повредени да бидат упатени во соодветните институции за рехабилитација. Истовремено се апелира пациентите да не се лекуваат на сопствена рака. Повредените помош треба да побараат само од лекари. Според Законот за здравствена заштита, медицинска рехабилитација, особено кај пациенти со тешки изгореници и сериозни повреди, представува строго регулирана здравствена дејност, што може да извршуваат само здравствени установи и специализиран медицински кадар. Најсоодветна физикална терапија без медицинска проценка може да доведе до несакани последици на здравјето на пациентите. А таквата постапка е казлива со закон. Клиничка болница Штип, заедно со јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кочани, започна со рехабилитација на повредените пациенти од дискотеката Пулс. Нашите капацитети и ресурси се ставени на готово. Пациентите почнавме да ги примаме од пред ден-два, а сите капацитети во клиничка болница Штип, тоа се 50 легла стационарни и капацитетите на одделението за физикална терапија при јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кочани се ставени во функција. Во пожарот во дискотеката во Кочани околу 200 луѓе беа повредени. Дел од нив се лекуваа на скопските клиники, а друг дел во болниците надвор од државата. Најголем дел од пациентите кои се лекуваат во странство се со изгореници, но по завршување на болничкото лекување потребни се и вежби со дишењето.